ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која се потсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ќе гледате. Целосно реновирање на средното училиште Никола Карев по 44 години. Градот Скопје системски ќе го решава проблемот со загадувањето во главниот град. Јавното комунално предпријатие Газибаба и комуналните инспектори во борба со несовесните граѓани. Улиците Благое Стевковски и Перо Наков во план за реконструкција следната година. Во рамките на проектот за реконструкција на средните училишта на град Скопје по цели 44 години се реконструира и гимназијата Никола Карев. Во училиштето се поставува изолација за постигнување енергетска ефикасност на овој објект, довршување на надворешната столарија, реконструкција на плафонот со прилагодување на електричната инсталација за осветлување, како и други зидарски, изолацијски и лимарски работи во различни делови. Штедењето на енергија директно влијае на намалување на загадувањето. Зградите на 23-те средни училишта спаѓаат во редот на најголемите објекти сопственост на градот. Поставувањето на енергетски ефикасни фасади во сите средни училишта подразбира огромни заштеди на енергија, а со тоа и значително помали трошоци за градот. Најважно од се, тоа подразбира и значително намалување на загадувањето. Во рамките на програмата за енергетска ефикасност на градските установи 2018-2020 и акцискиот план кој што го изготвивме на почетокот на оваа година, во тек е реконструкција на фасадите на средните училишта, со која што реконструкција 13 од 23 ќе добијат енергетски ефикасни фасади или ќе станат енергетски ефикасни објекти. Во тек е реконструкција на Јосип Броз Тито, Димитар Влахов, Орце Николов, Кочо Рацин, Никола Карев, Боро Петрушевски, Здравко Цветковски, Панче Арсовски, Сарај, Панче Караѓозов и Михајло Пупин. Како што соопшти Шилегов, висината на вкупните средства за оваа намена изнесува речиси 60 милиони денари и опфаќа 19 училишта кои ќе добијат енергетски ефикасни фасади, санирани покриви, надворешна столарија, подови, електрика и грејење. За лицата со посебни потреби во текот на предстојната година ќе се постави лифт. Инспекторатот на град Скопје во текот на минатата недела изврши инспекција на повеќе од 70 инсталации кои што се носители на Б лиценца, што се директна одговорност на администрацијата која што јас ја предводам, особено во делот на Железара, каде што имаше определени реакции од страна на граѓаните кои што беа таму и превземени се и соодветни мерки и инспекцијскиот надзор е засилен и во различити термини од денот со цел да било каков сомнеш во врска со функционирањето на инспекторатот тргнеме граѓаните да не се сомневаат. Ни престои грејна сезона, веројатно и зголемување на загадувањето. Вие знаете дека градот Скопје го основа енергетски системи. Постапката пред регулаторната комисија ќе ја започнеме за добивање на лиценци, како една среднорочна мерка, бидејќи не постои магично решение за решавање на загаденоста. Она што знам, а убеден сум дека го знаат и граѓаните баш заради нивната загриженост, е дека секој од нас ќе треба да смени дел од сопствените навики со цел да направиме Скопје да биде почист град со почист амбиентален воздух за дишење во текот на зимските денови. Хигиената во општина Газибаба не е на завидно ниво. Во одредени делови од општината може да се забележат чисти улици, но голем е бројот на места и улици кои што се преполни со смет и разни отпадоци кои се фрлаат од страна на несовесни граѓани одејќи си по тротоарот, наместо тоа да го фрлаат во корпа за отпадоци. Таква е сликата со улицата Маџари која забележа нашата камера. Во последниве неколку месеци се интензивира и работата на јавното комунално предпријатие Газибаба, кое е задолжено за одржување на хигиената во деловите на општината, каде што не е надлежно јавното предпријатие комунална хигиена. Но сепак, во најголема мера, треба да се поработи и на свеста на граѓаните. Затоа што, како што наведуваат од општина Газибаба, чиста животна средина и општина без депонии ќе има само доколку покрај општинското комунално предпријатие помогнат и граѓаните и апелираат за развивање на граѓанската свест за заштита и зачувување на животната средина.
Градоначалникот на општина Газибаба, Борис Георгиевски, пред 2 месеца најави зголемување на бројот на комунални работници, затоа што за потребите на 15 населени места треба да има над 100 работници. На прашање кој дел од општината се смета за најнечист, Георгиевски тогаш одговори дека руралниот дел е тој каде што најчесто се појавуваат дивите депонии и не хигиената на јавните површини, но и за урбаниот дел рече дека хигиената не е на завидно ниво. Нажалост, во руралните средини секој пат има најголем број на отпад и лоцирани преку 10 диви депонии кои што во моментот претходно ги речистуваме и се уште актуелни и се за чистење. И сепак останува дека во овој простор највеќе обврска ќе има јавното предпријатие во одржувањето на јавната хигиена, додека во градското урбано јадро хигиената е подобра, не е задоволнителна, затоа што тука стопанисува јавното комунално предпријатие на градот Скопје и е еден огромен дел нивна надлежност, така да нашата надлежност се гледаме во делот на населените 15 населени места кои што се надвор од урбанистичкиот план на градот Скопје. Од јавното комунално предпријатие Газибаба истакнуваа дека пред да се набави сегашната механизација, проблемот со дивите депонии се решавал само со еден камион. А сега, откако предпријатието има сопствена механизација, за 3 месеци исчистени се околу 10 поголеми диви депонии. И тоа во Јурумлер и Кондрачево, Гоце Делчев, во Маđарика основното училиште на Онумовски Борче и покрај автопатот, каналот во Трубарево, депонии во Скопско поле, кај клучката во Смилковци, автокоманда Сингелич и на патот кон Рачиново. Од предпријатието посочуваат и дека се преземаат акции за чистење на шутот позади контењерите на улицата Благоја Стевковски, улица Маđари и Методи Андонов Ченто. Оттаму вело дека овој проблем континуирано се јавува бидејќи се уште не проработува свеста за чиста животна околина. Според проценка на предпријатието, најмногу шут се собира во руралните места од општината затоа што фреквенцијата на луѓе е помала и претежно шутот се одлага во вечерните часови. Од јавното комунално предпријатие Газибаба посочуваат дека и понатаму ќе продолжат со чистење на депониите, но списокот е огромен. За таа цел, после секоја исчистена депонија, задолжително поставуваат знак за забрането фрлање шут и отпад, а во соработка со инспекторатот на општина Газибаба, секојдневно се борат со луѓето кои што сакаат да и нанесат штета на околината. Во јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 моментално се вработени 75 сезонски работници, рамномерно распоредени на цела територија на општината, во зависност од големината на населеното место. Јавното комунално предпријатие пред се е формирано за руралниот дел на општината, но ја има преземено и обврската да ги одржува и урбаните места, односно нивната внатрешност, бидејќи главните улици и булевари се во надлежност на градот Скопје, односно јавните предпријатија и комунална хигиена и паркови и зеленило. Граѓанската иницијатива Го сакам водно им порачува на надлежните дека не се откажуваат од ставот за одбрана на водно и битката се уште не е изгубена. Тие велат здравието на граѓаните е пред битката за профитот. Активистите велат дека ако треба ќе го бранат водно со жив штит и постојано ќе патролираат за да видат што се случува. Поддржувачите на иницијативата велат во јавноста се говори дека битката за водно е изгубена, дека гасоводната траса мора да поминува низ овој дел од парк шумата. Голем број граѓани и поддржувачи на иницијативата Го сакам водно за заштита на парк шумата се собраа и закачија големо платно со надпис "Не низ водно", на кое беа прикачени пораки за заштита на парк шумата. Поддржувачите на иницијативата велат дека не се против гасификација, туку бараат тој да минува низ северната страна на водно. Овој гасовод не е за Скопје, туку за Тетово и Гостивар, бидејќи Скопје веќе 20 години има гасовод, но нема терцијална и секундарна мрежа. Истото мислење го делат и еколозите. Апсолутно е недозволиво преку водно да поминува трасата на гасоводот, во смисла на загрозување на биолошката разновидност и миграција на животинските видови од нивните постојани живеалишта, што ја зголемува опасноста од нивно исчезнување. Затоа е добро ако е возможно да се направат напори секоја измена која ќе се прави да биде во соработка со невладините организации и јавно да биде презентирано.
Од владата пак претходно посочија дека новата траса ќе предизвика поголеми трошоци, но по таа цена ќе се обезбеди најмала можна штета врз животната средина. Како компензација на оштетената вегетација ќе се засади нова. Во неколкукратно поголеми количини ќе се оформат нови заштитни подрачја на водно кон Матка, а ќе се пошуми и јужната страна. Дефинирање на целосно нова траса за овој гасовод не е можна, бидејќи тоа ќе донесе неколкукратно поголеми проблеми и штети за државата и за граѓаните. Како што велат надлежните, гасоводот е типичен еколошки проект кој ќе има сериозно позитивен ефект за животната средина. Многумина скопјани долги години го сметаат водно за белите дробови на градот и како што велат, стравуваат од последиците поради наглата урбанизација во подножјето на планината. По добиен список од 30 можни производители на генетски модифициран ориз, Агенцијата за храна и ветеринарство денеска ги продолжува контролите на терен. Како што соопшти директорот на агенцијата Зоран Атанасов, позната и сортата ориз добиена од генетски модифицирано семе. Со контролите ќе се утврди кои се тие производители, пошто ќе бидат преземени и мерки соодветни на законот. Имаме сознание која е сортата на ориз и имаме список на лица кај кој може да се најде. Денеска екипите се повторно на терен. Детално ќе се влезе и ќе се утврди кои се тие производители. Добиен е список од 30 можни кај кои ќе се поиде. Тоа ќе се реализира во соработка со Управата за семе и саден материјал при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, истакна Атанасов. Според директорот, контролите се зајакнати не само во земјава, туку и на граничните премини при увоз. Се подготвува план за контрола на годинашната, но и на реколтата ориз за 2019. Директорот Атанасов напомена дека одговорноста за увезеното семе не е надлежност на Агенцијата за храна и ветеринарство, туку, како што рече, на друга институција. Општина Бутал објави јавен повик за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање. Јавниот повик почнува од денеска и ќе трае до 21 септември оваа година. Истиот е објавен на веб страната на општина Бутал, на огласна табла во општината и во службеното гласило на општината. Заинтересираните граѓани и правни лица може да достават иницијативи за изработка и донесување на урбанистичките планови, како и изменување и дополнување на веќе постоечките планови. Прифатените иницијативи се предвидуваат во годинашната програма за изработка на урбанистички планови на општина Бутал. Македонците не отстапуваат многу во однос на државите од регионот во трошење пари за одмор. Според последните објавени податоци на Државниот завод за статистика, македонците трошат дневно по 20 евра за годишен одмор, кој во просек трае 11 дена. Интересен е податокот дека 75% од македонците не биле на одмор, а од оние 25% кои одат на одмор, 60% патуваат во странство. Повеќе од македонците за туристички патувања трошат грците 316 евра и хрватите 224 евра, а помалку словенците 213 евра и бугарите 157 евра. Европејците на туристичките патувања годишно вкупно трошат 428 милиарди евра. Најмногу германците 120 милиарди, французите 71 и британците 61 милиарда. Најмногу пари за одмор по жител пак трошат граѓаните на Луксембург, Малта и Австрија, покажуваат податоците на Евростат кои ги пренесе МИА. Луксембуржаните трошат во просек по 768 евра за туристички патувања, жителите на Малта по 646 евра и австријците по 607 евра. Најмалку пари за одмор од семејниот буџет одвојуваат литванците, само 107 евра, потоа романците 125 евра и граѓаните на Чешка 129 евра. Истражувачкото здружение на студенти географи Природник започнува серијал на тематски геофотоконкурси насочени кон природните убавини на Македонија. Идејата е преку фотографија да се презентираат природните убавини со кои располага Македонија и кои, како што велат организаторите, да се промовираат и заштитат.
Конкурсот трае до 31 август, а победниците ќе добијат вредностни ваучери, посета на Слатинскиот извор, комплет книги од Македонското географско друштво, како и платена годишна чланарина во Истражувачкото друштво Природник. Право на учество имаат сите граѓани во Македонија. Сите пристигнати фотографии ќе бидат објавени на Facebook страната на Истражувачкото друштво, а во период од 9 до 14 септември ќе може да се гласа за нив со кликнување лајк. 15 фотографии кои ќе добијат најмногу лајкови ќе бидат презентирани на изложба и од нив ќе бидат избрани најдобрите. Победниците ќе бидат објавени на крајот на септември на веб страницата и на фан страната на Истражувачкото друштво Природник. Загадениот воздух во Скопје е жешка тема помеѓу граѓаните во главниот град, особено голема прашина се крена за загадувањето во летните месеци. За околу 2 месеца ќе почне и грејната сезона, кога се очекува загадувањето да биде поголемо. Градот Скопје преку целата година работат на намалување и елиминирање на причинителите на загадувањето на долг рок, а една од мерките е чистењето на оџаците, што ќе придонесе за намалување на аерозагадувањето во текот на грејната сезона. Од причина што во Скопје има многу мал број оџачари, градот Скопје, Министерството за труд и социјална политика, како и Агенцијата за вработување, организираа обука за оџачари која за жал најде на многу слаб интерес. Обуката ја посетуваа 10 кандидати, а за нејзиното време трајање, кандидатите добиваа месечен надомест од 9000 денари. Откако заврши теоретскиот дел, сега на терен кандидатите треба да исчистат по 10 оџаци, што значи во следните месеци во Скопје ќе бидат исчистени околу 100 оџаци. Со ова се очекува барем малку да се намали загадувањето на воздухот. Чистите оџаци, особено во градови како што е Скопје, каде што индивидуалното затоплување на домовите е големо, чистите оџаци представуваат основ за да квалитетот на воздухот, согорениот воздух биде подобар и чист оџак всушност придонесува да биде помала загаденоста. Затоа и вршиме, да речам, обука на што е можно поголем број на оџачари, бидејќи на крајот на денот, веројатно имајќи во предвид дека Република Македонија и тако на членство во Европската Унија, таму чистењето на оџаците е задолжително. Значи, ние морам јас да размислувам за неколку години нанапред и да подготвам соодветен кадар кој што ќе може да одговори на тоа што можеби неколку години од сега ќе биде обврскан нашите граѓани. Граѓаните кои сакаат да им се исчисти оџакот може да се пријават во инфоцентарот на град Скопје. Од град Скопје велат дека во иднина ќе даваат субвенции за чистење на оџаците, што ќе биде поттикнувачки фактор луѓето да ги чистат оџаците, а од друга страна оџачарите кои ќе добијат сертификат за чистење да имаат повеќе работа. Чистењето на оџаци е задолжително со закон, за кој засега нема податоци колку се применува. Се смета дека во Скопје околу 45% од домаќинствата користат дрва како огрев, што сугерира дека професијата е дефицитарна. Оџачарскиот занает е стар колку и човештвото. Се кажува дека порано децата кои ги викале шегрти ги спуштале во оџаците и ги чистеле со гребење. Постепено занаетот се развил и се усовршил. Во Европа најпрво се развива во Италија и оттаму се шири, а како професија датира од 20-тите години од минатиот век. Класичното чистење на оџакот може секој да го прави и самиот домаќин може да ги исчисти, но не е само тоа. Најважната работа на оџачарот е да му даде совет на домаќинот во што е проблемот, дали има пукнатини или има ризичен оџак кој треба да се сруши и потоа да се санира. Советот на град Скопје на наредната седница, што ќе се одржи в четврток, ќе одлучува за набавка на техничка опрема за реализација на видеопренос во живо од седниците. Со ова ќе почне процесот на создавање услови за пренесување на седниците на Советот на град Скопје во живо. Активност која има за цел да ја зголеми информираноста на граѓаните за работата на ова тело, како и за зголемување на транспарентноста во работењето на град Скопје, соопштија градските власти.
Со оваа одлука се одобрува набавка на опрема во вид на 3 професионални видеокамери, осветлување, компјутерска опрема и останата техничка опрема за реализација на оваа активност. Преносите, како што се навидува, би се реализирале на официјалната веб страница на град Скопје, како и на официјалните страници, канали и профили на град Скопје на социјалните мрежи и медиуми. Еден од проблемите за сите оние кои што гравитираат преку Маџари се улиците Благоje Стевковски и Перонаков, кои се наоѓаат во лоша состојба. Оштетен асфалт, дупки, вдлабнатини во асфалтот и необележани пешачки премини се дел од недостатоците на овие улици кои се најдолги улици во Маџари и се најфреквентни, особено улицата Благоje Стевковски која го поврзува градот со општините Илинден и Петровец. Иако неколку пати претходното раководство на градот вршеше реконструкција и проширување на црните точки на улицата Благоje Стевковски, сепак револтот кај граѓаните е голем поради оштетувањата на улиците, поради кои невозможно е да се помине на делови од улицата, а да не се погоди дупка или вдлабнатина на асфалтот со возилата. Иако 2 црни точки на крстосницата од улицата Маџари и кон Перонаков се проширени со уште една лента во 2010 и 2015 година, во работните денови, во утринските и попладневните часови, сепак има голем метеж во сообраќајот. Скопскиот градоначалник Петре Шилегов најави дека градот започнува со реконструкција на улици низ градот, но на списокот за оваа година не се наоѓаат овие 2 улици. Улиците Благоje Стевковски и Перонаков, според Шелегов, ќе влезат во програма за асфалтирање следната година, а сега ќе се асфалтираат само оние улици за кои направиле градежен проект. Благоje Стевковски и Перонаков се предмет за наредната година која што ќе ги работи градот. Кога јас дојдов за градоначалник, за жал, градот Скопје немаше или не во градот Скопје не постоеше градежен проект за реконструкција на ниту една од улиците во нашиот главен град, вклучително и оние кои што ги направивте. Јас се надевам дека и вие можете да видите во системот на јавни набавки на градот Скопје колку всушност јавни набавки се извршија за нарачка на градежни проекти, кои што градежни проекти потоа представуваат основа за да може да се изврши реконструкцијата. Не можете да реконструирате улици воколку не поседувате градежен проект. Реконструкцијата на овие 2 улици ја најавуваше и градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски во својата предизборна кампања. Во неговата предизборна програма стои дека рокот за реконструкција на овие 2 улици ќе биде во период од 2018 до 2020 година. Според ветувањето, потребно е овие 2 улици целосно да се реконструираат со изградба на нов коловоз и со проширување на капацитетите на атмосферската и фекалната канализација. На улиците ќе бидат изградени тротоари од двете страни и ќе бидат обележани пешачки патеки. Во предизборната програма на градоначалникот Георгиевски стои дека заедно со МЖ Транспорт ќе се најде решение за поврзување на овие 2 улици со надпатник, на местото каде што сега се наоѓа железничката рампа, која дополнително го отежнува сообраќајот и ја загрозува безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Овој проект ќе биде реализиран во соработка со градот Скопје. Привремен сообраќаен режим на булеварот Македонија зад музеот на град Скопје и трговски центар Рамстор ќе биде воведен од утре поради изведување градежни активности за изградба на подземна сообраќајница од страна на компанијата Лимак, информираат од град Скопје. Поради градежни работи ќе се извршат и промена во трасите на автобусите на јавниот превоз кои се движат по оваа сообраќајница. Трасата на движење на автобуската линија број 9 во насока од клиничкиот центар кон Скопје Север ќе биде сменета на тој начин што на крстосницата меѓу улицата Јордан Мијалков, поранешната улица Железничка и улицата Герман. Автобусите нема да вртат лево кон булеварот Македонија. Автобусите ќе продолжат да се движат право и подоцна ќе се приклучат кон булеварот Македонија преку привремената улица пред надпатникот на улицата Павел Шатев, при што ќе продолжат да се движат по постојната траса на линијата број 9.
Според овие промени, автобуското стојалиште на булеварот Македонија, кое е во непосредна близина на катната гаража наспроти седиштето на Макпетрол, привремено ќе се премести на улицата Јордан Мијалков, по пешачкиот премин кој води до Урбан парк, информираат од град Скопје и апелираат сите учесници во сообраќајот да се придржуваат на привремено воведениот сообраќаен режим, да ја почитуваат поставената патна сигнализација и брзината на движење, да ја приспособат на условите на патот. Во урбаната заедница Карпош 2, долж булеварот 8 септември, денеска екипите на јавното предпријатие Паркови и Зеленило спроведоа акција за уредување и кастрење на гранките на 10 дрвја јавори. Како што информираат од Карпош, акцијата беше спроведена по барање на граѓани и заедници на станари, а по претходно извршена стручна проверка и издадени решенија за кастрење на суви гранки. А за утре од општина Карпош најавуваат акција за темелно чистење, миење на повеќе улици. Миењето ќе се врши од 8 до 12 часот, а ќе се мијат улиците Прашка, Варшавска, Букурешка, Дрезденска, Љубљанска и Манапо. Со цел акцијата да може непречено да се спроведе, повикуваат сопствениците на возилата да ги отстранат своите паркирани автомобили од овие улици кога ќе се спроведува акцијата. Претплатниците во мобилната телефонија во Македонија месечно во просек зборуваат 197,83 минути, а иницираат по 104 повици, покажуваат последните податоци на Агенцијата за електронски комуникации. Најголем дел од повиците се остварува во сопствена мобилна мрежа и изнесува 143 минути. Сообраќајот кон други мобилни мрежи во државата е значително помал и изнесува 49 минути. Во сопствена фиксна мрежа пак сообраќајот изнесува 2 минути, а кон други фиксни телефонски мрежи во Македонија и странство 2,36 минути, односно 0,82 минути. Време траењето на единичен повик во 2017 година е намалено кај сите три оператори во споредба со претходната година. Повик на корисниците на Македонски Телеком лани во просек изнесувал 1,73 минути, на OneVip 2,01 минута и на Лајка Мобайл 2,20 минути. Покажува годишниот извештај на АЕК за развој на пазарот на електронски комуникации. На крајот на минатата година, трите оператори имале вкупно 2.008.008 активни претплатници. При тоа, OneVip операторот учествува со 49,21%, а Македонски Телеком со 47,94%. Лајка Мобайл, кој започна да ги нуди своите услуги на пазарот за мобилна телефонија почнувајќи од третиот квартал од 2016 година, има пазарен удел од 2,85% во вкупниот број активни претплатници, кои во последните 3 месеци предизвикале на некој начин електронски комуникацијски настан. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги и понатаму Викенд хрониките на Прва Скопска.